Ви благодарам. Јас би отпочнал со што го кажа претходниот дискутант пред мене и каде што е во право. Не можат повеќе да ги лажат луѓето. Не поминува веќе ништо што го прават. Ниту како информација, ниту како дезинформација, ниту како лага. Затоа сега колешки отпочна со нова метода, сега си се лажат самите себе си. Таква е атмосферата во овој дом последниве 3-14 дена. Таква е состојбата на нивните партиски митинзи, таква е состојбата во нивните јавни настапи. Тие не можам да разграничам дали се живеат веќе во виртуелен свет, имаат желба да избегаат од реалноста или сериозен проблем како да се соочат со реалноста. Такво е однесувањето на власта и на представниците на мнозинството во овој законодавен дом и надвор од него. За жал, бидејќи додека тие бегаат од реалноста, сите останати ја живеат реалноста. А таа воопшто не е добра. И не алудирам повторно на премиерот дека се слуша музика и чита книга, не. Доволно беа овие неколку недели дискусии во парламентот да сватиме во каква состојба, колку очајна состојба не донесува и нас, но и нив самите. Ќе се обидам да се движам исклучиво по обраќањето, експозето на премиерот последниот пат, кој што е се пократко и пократко, и би рекол дори несуштинско по однос на темата на која што се дискутираше за предлогот за заменици министри да се пополнат местата, нешто што е производ не на програма, не на идеологија, туку на нати го дај ми го девизата на оваа влада или Пазар 3 коалицијата, како што рече поранешниот министер. Како иначе и што друго да кажеме за оваа влада, за овој премиер кој што изгуби контакт со реалноста. Ако излезе на говорницата и не убедува дека тие имале потенцијал за мнозинството да расте. Па самите видовме. Пред 3 дена беше 64, сега е 62, кој знае или дај Боже во петок да биде 59 и да биде повторно 64. Нема потенцијал за раст. Вашиот пат е стрм. Се движите упорно надолу. Изгубивте долгогодишен коалиционен партнер во Демократскиот съюз, изгубивте алтернатива која што беше критична до пред само една година, изгубивте кадри во кои што велевте дека ќе бидат спасители, да сега добиеме предлози кои што знаеме дека нема да донесат резултати. Таква и поддршката во јавноста. Ги доведовте луѓето да немаат леп да јадат. И тука нема сега да објаснуваме кривците, мотивите до каде стигнала работата. Ние имаме влада, имаме премиер, имаме институции, имаме министерства, имаме функционери кои што ги водат институции, кои што имаат обврска да следат состојбата, да дефинираат ризици, можни проблеми и да ги решаваат истите пред да настанат. Или пак, еве доколку се случува, се случува, да се реши во максимален брз период. Особено не за тема во која што се укажуваше унапред дека ќе имаме проблем. Владата се плаќа, институциите треба да работат за да имаме нормално секојдневие. Државата да се развива и да расте, не да пропаѓа. Така би требало по дефиниција да биде. Затоа и си бегаат коалиционите партнери, затоа и поддршката драстично паѓа во јавноста. Значи, повторно од оваа говорница премиерот ни кажува дека бара повеќе дневна дебата, конструктивна, во која што треба да се соочат аргументите. А при тоа знае дека со денови наназад ниту еден негов пратеник не се јавува за дискусија. Какви се овие предлози што утре треба да бидат министри заменици, ако токму тие што ги предлагаат немаат да кажат збор или два за нив? Каква е таа дебата? Тоа ли е барањето? Тоа ли се демократските постулати на кои што живееме, за кои што се трудиме, за кои што се залагаме? Така ли ќе направиме? Па макар и декларативно да биде. Макар и за очите на јавноста. Ама вие за јавноста не се грижите многу, бидејќи таму си имаме десетици илјади евра, па ќе си рекламираме на Инстаграм. Така ќе водиме држава. Не иде така. Не иде така. Полна уста за европски вредности, основните постулати на соочување на аргументите ги немаме. Камо ли за другите работи. Велиме зелен енергетски центар во Европа. Пена ни фати устата за буџетот за амандманите, да образложиме како сте ветувале преходно, како сте утврдиле потреба,
како и ние сметаме дека треба подитно да се постапи, колку е потребата од чист воздух, колку е потребата да се замени мазутот во болниците на еколошки начин на грејење. Се беше одбиено. И сега велиме зелен центар. Само луѓе што нема допир со реалноста можат така да настапат. Пари кои што беа занемарливи во однос на другите трошоци на стотици илјади евра и милиони скандали кои што се сведоци секој ден. Велиме предвидливост на производството на храна. Дента кога немаше леп во Скопје. Се уште нема, патем кажано. Еве, кажете ни како ќе имаме таа предвидливост. Не објасни премиерот, еве, кажете ми вие, колеги, каква ќе биде предвидливоста за производство на храна. Бидејќи се уште имаме само молк од страна на владата. И конечно, корупцијата. Битка ќе имале со корупцијата, а имаме двојно поголема корупција денес, отколку што имавме пред 5 или 6 години. Двојно поголема. Во иста насока се и евроинтегративните процеси. Па самите сте ние сведоци овде колку закони ги добиваме, какви се тие закони, какво е нивното повлекување и нивната имплементација. Не бива од оваа влада ништо. Може би податокот кој што исто така одбиваат да се соложат со него дека сиромаштијата расте. 13.000 нови сиромашни наши сограѓани. 5.000 од нив деца. И тоа не е прифатливо. Дали ќе се соочите со реалноста кога се вели дека 65% од анкетираните граѓани се против измени на Уставот вака како што сака да ги протурка владата? За такви суштински прашања, еве кои што ги повикувате ностоп, кај што тврдите дека имате потенцијал да растете. И да успеете, дали е тоа согласно барањата на граѓаните или контра нивните интереси. Зошто не им верувате на граѓаните? Зошто мислите дека ако се лажете самите себе си правите добро? Колку повеќе оваа ваша акутна состојба се влошува, толку полошо ќе биде соочувањето со реалноста. Пазете сега. Дискутираше од оваа говорница премиерот дека ќе се работело на рационализација и намалување на трошоците. 72% од граѓаните се уверени дека ненаменски се трошат нивните јавни финанси. 72%. Тоа значи дека сите набавки што се ги направиле, сите чекори, 72% не само што не осетиле никаква разлика, осетиле влошување. Нивниот живот е полош и затоа сметаат дека ненаменски се трошат парите. 54% имаат директно влошена состојба како последица на функционерите како ги трошат парите. Како се однесуваат функционерите на власта. И нормално е тоа дека е така. За луѓе што изгубиле допир со реалноста, нормално е да имаме такви показатели. И конечно, веќе кога збориме на оваа тема како се трошат парите, 80%, фантастични 80% од нашите сограѓани, од македонци, албанци, турци, бошјаци, власи во Македонија сметаат дека има криминал во јавните набавки. На ваков висок процент, вие да седите овде и да раскажувате приказни дека ете ќе го зголемиме мнозинството и ќе се реши све со влезот во Европска унија, кој што знаеме дека со оваа влада нема да биде во блиска иднина, наместо да се видат правите фактори што треба да се направат, ништо не правиме. 80%. Тоа не е мислење, тоа е плебисцит. Тоа е плебисцит од сите наши граѓани, вклучително и вашите поддржувачи. Дури и вашите поддржувачи, тие малку на број што станаа, знаат дека има криминал во јавните набавки, постапките што ги спроведува оваа влада. Затоа, може би мој очаен крик до моите колеги и представници на мнозинството. Единствена добра работа што можете да направите сега, да го напуштите овој корумпиран брод кој што тоне додека е време. Не говориме веќе за превремени извери, веќе се живее во вашиот виртуелен свет, само тоа ви е важно да се стигне до 2024. Напуштете ги додека имате простор да направите нешто добро. Нека бидат 59 во петок. Благодарам.